Уште од постоење па до ден денеска низ работа покажавме дека науката на Универзитетот Гоце Делчев не е само дисциплина, туку е стратегија за развој и напредок и постигнување на многу повисоки резултати во областа на научната продуктивност. Научната продуктивност е основна единица мерка за рейтинг на универзитетите на глобалниот пазар на високото образование. Серијата мерки кои се превземаат на нашиот универзитет практично имаат за цел да ја зголемат научната продуктивност. Кога зборуваме за научна продуктивност, тука се зборува за продуктивност во релевантни научни списанија. Тука се списанијата индексирани на Scopus и на Web of Science. Секако нашиот универзитет ја препознава ангажираноста на нашите вработени, на нашите студенти, кои што публикуваат во текот на нивниот работен век. Па така, веќе втора година поред, превземаме одредени мерки со цел да ги мотивираме нашите вработени, да ја мотивираме научната истражувачка работа, а со тоа и да го зголемиме рейтингот на нашиот универзитет. Една од тие мерки е токму вреднувањето и доделувањето на награди за научна продуктивност и цитираност на нашите професори. Денеска, на овој ден, по повод на Ден на науката, ќе доделиме награди и признанија на нашите научни работници и на нашите студенти. Наградите се доделуваат за научна цитираност, за научна продуктивност во 4 области. Во област на природни науки, медицински науки, технички науки, општествени и хуманистички науки. Бидејќи ни е ова втора поред манифестација, сакам да го изразам задоволството дека оваа година во однос на минатата година имаме многу пријавени млади кандидати, што не беше случај до минатата година. Треба добар тим, треба голема организација и требаат пари. Ако ви кажам дека парите не се проблем, дека инструментацијата не е проблем, тогаш ние ќе се запрашаме каде е тогаш проблемот. Проблемот е затоа што немаме млад кадар. Проблемот е затоа што немаме мотивирани луѓе кои ќе застанат, кои ќе ги следат нашите работи и ќе застанат зад принципите што на некој начин ние повозрастните сме ги воспоставиле во науката. Кажуваме дека не нема на Шангајската листа, меѓутоа во октомври месец се случија 3 извонредни настани кои што не беа за жал соодветно одбележани во Македонија, а се од светски рамки во поглед на застапеноста на Македонија и македонците во науката. Јас колку што можев да видам, повеќе од 30-40% се нови резултати, нови наградени млади научници во Македонија. Имаме ние тука огромен потенцијал, на нас и на државата да направи стратегија како сето тоа понатаму да се развива и да ги задржи. Оно што јас сакам да го упатам денес е да пратаме на порака до сите млади истражувачи е активно да се вклучуваат во програмите и кои ги финансира Европската Унија. Пред се овде ќе ја потенцирам КОС програмата, бидејќи тоа представува единствен начин, бидејќи тоа веќе и проверен начин за ефикасно вмрежување со истражувачи кои се слични на полето на истражување на професорите и како порака до младите истражувачи, како што кажав, да се вклучуваат во овие програми, да се вмрежуваат, бидејќи тоа представува еден од ефикасните начини за нешто посериозни истражувања, бидејќи гледаме дека веќе универзитетот, па и сите универзитети ги препознаваат токму сериозните истражувања кои се објавени во релевантни цитирани бази. Нека ни биде ова поттик, апел, за да можеме повеќе и повеќе да истражуваме, особено ние помладите генерации, кои што имаме од кои итекако да научиме, без разлика на ресурсите со кои што располагаме. Исто така би сакала да потенцирам дека имаме
прекрасни кадри, етаблирани професори во светот и тоа ќе ни биде поттик да се докажуваме уште толку повеќе понатаму и се надевам дека ќе ги следиме нивните примери. Ви благодарам.